Благословене си, Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангелски собор удиви. Денес на 6 мај православните верници го прославуваат Ѓурѓовден како голем пролетен христијански празник со кој се поврзуваат многубројни верувања и обичаи. Празник кој не потсетува на фактот дека ни предстои еден потопол период од годината. Ѓурѓовден несомнено е од огромно значење и токму и заради тоа во следниве минути на оваа тема разговарам со отец Кирил Фидански. Пред се нека ни е честит и вековит денешниот празник. Добро утро, честит празникот на светиот великомаченик Георгиј Победоносец и ете особено ми е драго што на овој убав ден можеме да позборуваме за овој голем светител пред храмот на Свети Јован Крстител во Бутел. За почеток, која е причината за прославување на Ѓурѓовден? Како светиот великомаченик Георги Победоносец се поврзува со овој празник? Што ни кажува неговото житие за тоа како тој го живеел својот живот, за и после толку векови луѓето се уште да го почитуваат? Точно така, денешниот ден, како што кажавме пред малку, е посветен на светиот великомаченик Георги Победоносец. Во Светата црква ние знаеме дека освен господовите и богородичните празници, особено се слават и светителите кои што преку својот начин на живење ја потврдиле својата вера во Бога и поради тоа се удостоиле со светителски венец. За светиот великомаченик Георги знаеме дека живеел кон крајот на третиот век и својот живот го завршил маченички во почетокот на четвртиот век. Во Светата црква особено место имаат мачениците светители, поради тоа што тие својата вера ја потврдиле со маченичката смрт, па поради тоа се нарекуваат и маченици. За светиот великомаченик Георги Победоносец знаеме дека тој е роден од родители христијани и неговиот татко исто така го завршува животот маченички, додека неговата мајка продолжува и понатаму да го воспитува и расте своето дете во верата во Спасителот Господ Исус Христос. Од неговото житие знаеме дека тој бил војсководец, затоа и во денешно време го среќаваме на иконите на фреските во војничка облека. Иако на само 20 години, светиот великомаченик Георги Победоносец веќе бил на висока позиција во општеството за време на царот Диоклецијан. И знаеме дека тој цар се одликувал со многобожичка вера и особено ги гонел христијаните, па поради тоа наредил и на својот војсководец, светиот великомаченик Георги, да ги гони христијаните. Но бидејќи свети Георги самиот христијанин, тој се обидувал да му објасни на царот Диоклецијан дека христијаните се добри и богочестиви, дека тие не сметаат на империјата и дека не треба да бидат гонети. Но царот Диоклецијан не го прифаќал тоа и поради тоа знаеме дека на крајот светиот великомаченик Георги Победоносец загинува маченички, му го земаат животот маченички. Токму на овој датум на 6 мај или на 23 април? Точно така, во црквата светителите, мачениците, па дури и преподобните и сите, се за ден на нивното славење и почитување се одбира датумот на нивното или мачеништво или на нивното преминување. Па затоа и денешниот празник е денот кога светиот великомаченик Георги ја посведечил својата вера преку мачеништвото. Се вели дека кога ќе дојде време за Ѓурѓовден, започнува оној летен период од годината кој трае се до Митровден. Дури во една народна поговорка се вели чим дојде Ѓурѓовден, чекај си Митровден. Точно така. Ние како народ треба да бидеме горди што нашите предци својата вера ја вклучувале во секое
поле од нивниот живот. Па поради тоа и полињата ги сееле или жнееле според некој црковен празник. Исто така домашните животни, стоката, добитокот, па затоа и денешниот празник, Ѓурѓов ден, се почитува како еден од првите пролетни празници, кој што пак празнување означувало како почеток на некоја работа. И поради тоа, бидејќи, како што спомнавте, пак празникот на светиот великомаченик Димитри Митроден е во ноември или на прагот на зимата, тогаш работите привршувале. И би требало ние, како народ, како православен народ во Македонија, во нашата татковина, исто така да го поддржуваме тоа што го правеле нашите предци. Затоа што од една страна ние го почитуваме нивното дело, делото на нашите предци, од друга страна Бог е секогаш присутен и во нашето славење, празнување, но исто така и во нашиот труд, во работата. Значи, слободно можеме да кажеме дека Ѓурѓов ден е еден убав пролетен празник кој го поврзуваме со будење на природата и раззеленување на сите убави природни површини. Да, точно така. Многу убаво овој голем празник се совпаѓа и со празнувањето на празникот над празниците, тоа е воскресението на Спасителот наш Господ Исус Христос, кој што всушност го ја означува победата над смртта, затоа што Бог, како што пееме во тропарот на Великден, со смртта ја победи, поради тоа што ете, како што и природата се буди во пролет, така и празникот на Воскресението Христово представува вечен живот. И затоа, бидејќи празникот на светиот великомаченик Ѓорги Победоносец најчесто е во периодот кога се уште траат тие великденски празнувања, затоа и не потсетува како празник на пролетта, празникот на животот, празникот на зеленилото, празникот на убавината. Исто така во оваа насока, да се надоврзам повторно на вас, има интересни обичаи поврзани со Ѓурѓов ден кога сме кај природата, а тоа е плетењето на венец од растенија, на пример, па и многу други обичаи како капењето во река и слично. Да, сите тие празнувања, обичаи се познати на нашиот македонски народ, но како свештеник би се задржал јас само на моментот на тоа како треба да се празнува овој празник пред се, а тоа е нели со присуство на светата и божествена литургија, со пречистувањето од светите и животворни Христови тајни, лебот и виното кои што се вистински тело и крв Христови, понатаму со празничната трпеза и нормално со сите обичаи кои што ние ги имаме како народ, а кои што не се во спротивност на нашата православна христијанска вера. Би ги спомена во овој момент обичаите кои што не се православни, а тоа е давањето курбан или крвна жртва со колењето на јагне или така натаму. Ние знаеме дека последната жртва за спасението на човекот е принесувањето на Спасителот Господ наш Исус Христос на крстот, кој што беше распнат на крстот, и крстот како место каде што тој ја победи смртта. Па поради тоа, веќе после воскресението на Спасителот наш Господ Исус Христос не се потребни никакви други жртви. Понатаму празникот Ѓурѓов ден во однос на трапезата знаеме дека не се пости, но доколку се падне во среда или петок, тогаш би била трапезата постна. За оваа година знаеме дека трапезата на празникот ќе биде нели со секаква храна. Неколку пати го споменавте Великден и повторно би сакала да се надоврзам на вас и да ве прашам од колкава важност е на овој ден да се вапсуваат црвени јајца како што тоа се прави за време на Великден? Црвените јајца се најмногу символ на воскресението на Спасителот Господ Исус Христос. Знаеме дека нивното вапсување почнува веќе од Велики четврток, за да бидат присутни на трапезата на Великден. Но исто така, бидејќи се до
празникот Вознесение на Спасителот Господ Исус Христос или Спасов ден, а тоа е 40 дена од Велик ден до Спасов ден. Во сите тие денови православните христијани се поздравуваме со празникот Христос воскресна, навистина воскресна. Па според некои традиции дозволено е да се вапцаат јајца се до Спасов ден, па така и на денешниот празник, кој што е празник помеѓу Велик ден и Спасов ден, е дозволено и убаво да се вапцаат великденски јајца. Во верувањата поврзани со Ѓурѓовден позната е една легенда во која што се зборува како Свети Ѓорги, великомаченик победоносец, ја убива ламијата. Исто така оваа легенда наоѓа своја примена во иконите и фреските кои ги сретнуваме во многу верски објекти низ земја. Да, светиот великомаченик Ѓорги, победоносец, во црковната иконографија се слика на различни начини, но секогаш тоа што е заедничко во сите икони на овој светител е што тој е како голобрадо момче со кафеава кадрава коса, облечен во војничка облека. Светиот великомаченик Ѓорги го среќаваме и како качен на бел коњ кој што со копја ја убива ламјата. Кога ја гледаме втората икона, каде што светиот великомаченик Ѓорги победоносец се кача на коњ, тоа би требало да сватиме две символики или две раскажувања. Прво тоа е дека светиот великомаченик Ѓорги победоносец и тоа што тој е представен како што јава на коњ е дека сите кои што ќе ја следат православната христијанска вера, ќе го почитуваат Бог како вистински спасител, тие ќе бидат како издигнати и над страстите, и над идолопоклонствата и така натаму. Убивањето на ламјата или на зверот, тоа можеме да го протолкуваме како победа над незнабожството и победа над страстите или гревот во човекот. Но исто така треба да знаеме дека во житието на светиот великомаченик Ѓорги победоносец среќаваме многу места каде што тој се јавувал и помагал на оние на кои што им било потребно. Па така се раскажува за едно место каде што светиот великомаченик Ѓорги победоносец ја избавува, ја спасува царската ќерка, која што требало да биде принесена како жртва за кон некое животно кое што се плашеле луѓето и кое што секоја година му принесувале девици за да не го нападне градот. Тогаш се јавува светиот великомаченик Ѓорги победоносец и ја спасува и девојката и градот, а со тоа и го убива зверот или ламјата. За крај, убаво би било да споменеме дека денес прославуваат именден сите оние кои што го носат името Ѓорѓа, Ѓура, Ѓуро и така натаму, па нека име честит именденот и еве за крај уште еднаш нека ни е честит и вековите денешниот празник. Нека е честит и за многу години празникот на светиот великомаченик победоносец Ѓорги и како што пееме во неговиот тропар во црковната песна од овој празник, тој е како ослободувач на заробените, како помошник на водителите, како заштитник на сиромасите и нека е вечно и честито името на сите кои што го носат неговото име. Уште еднаш нека ни е честит празник. Ви благодарам за многу години.